Откако СДСМ поднесе кривична пријава на премиерот Христијан Мицкоски, денеска опозицијата са нови идеи и обвинувања. ВМРО ДПМН ангажирала странски служби за да го следат Филипче и членови на неговата партија. Ни помалку ни повеќе обвинуваат дека Мицкоски ангажирал приватен Мосад за валкани операции против опозицијата. Странската приватна разузнавачка компанија наводно била ангажирана за следење и дискредитација на СДСМ. Покрај тужби и писма до Европската унија и барање чаре некој однадвор да им ги реши проблемите дома, сега партијата на Филипче отиде и дотаму што обвинуваат дека ги следат. Орбан уште во 2018 година ги однесе Black Cube во Унгарија и ги користеше за валкани операции против политичките противници. На последните избори во Унгарија оваа компанија требаше да пушти провокативни снимки против Петер Маѓар, додека истовремено работеа на афера на изборите во Словенија за Јанес Јанша. Сега истата тактика ја применуваат и во Македонија. Христијан Мицкоски и ВМРО ОКГ се обидуваат да фабрикуваат афери против СДСМ преку странски приватни разузнавачки агенции. Од ВМРО ДПМН возвраќаат дека станува збор за конструкција и обид за дефокус од реалната состојба во СДСМ. Претеникот Бране Петрушевски од партиската говорница им порача на социјалдемократите дека живеат во свет на лаги, конструкции и политичка заблуда. СДС и Филипче функционираат во сопствена реалност, паралелен свет во кој поразите ги представуваат како победи, а фактите ги менуваат со конструкции. СДС и Филипче ликуваат на победа на избори во друга држава на сестринската партија на ВМРО ДПМН, додека пак нивната сестринска партија освојува незначителни 1% од гласовите. СДС и Филипче и натаму не се дистанцираат и оградуваат од Заев и неговите антидржавни политики, туку напротив, негови луѓе му го тераат пиерот на Филипче. Во последниве неколку дена политичката сцена се разжести. Премиерот Мицкоски кажа дека имал чувство и некои политичари од претходните влади на СДСМ ќе се соочат со одредени постапки, пошто СДСМ испратија писмо до Европската унија жалејќи се дека ќе биле жртви на политички реваншизам. На што првиот човек на владата одговори дека сите имаат право да пишуваат каде што сакаат, но дека сите што се огрешиле пред законот ќе одговараат, а чувствата кои сега ги имал станеле се посилни. А токму овие изјави беа поводот СДСМ да поднесат и кривична пријава за Мицкоски, за како што велат уривање на уставот и кршење на законите.